Првата тема на разговор за денеска во 5 до 7 е насловена како лекување на ортодонтски аномалии или болести. Доколку имате прашања на оваа тема, секако можете да не контактирате на 3253-703, а ќе се потрудиме да добиеме одговор од доктор Цветанка Байрактарова Мишевска, која е воедно и раководител на клиниката за ортодонција. Добро утро и добре дојдовте во 5 до 7. Што е всушност ортодонцијата и кои се причини за низина појава? Да, на почетокот убаво би било да објаснам што е ортодонција, затоа што доста често граѓаните ја мешаат со протетиката. Значи, ортодонција како една гранка од стоматологијата е наука која се бави со дијагноза, превенција и терапија на денталните и фацијалните неправилности, односно забавиличните неправилности. Вообичаен израз за овие неправилности е малоклузија, а кај народот доста често може да се слушне буквален превод на овој термин како лош загриз, криви заби и така натаму. Постојат многобројни причини кои доведуваат до нарушување на забавиличните односи и до појава на малоклузии. Јас во прв ред ќе ги споменам генетските или наследните фактори кои се одговорни за збиеноста на зъбите, за стреситоста, дали детето има вишок или недостаток на зъби, одговорни се за нееднаков нерамномерен раст на вилиците, односно овие фактори се одговорни за еден поширок спектар на неправилности на зъбите, вилиците и лицето. А кои се симптомите? Како да препознаат воопшто родителите дека нивните деца имаат ортодонција? Да, ова е посебно важно за родителите, кои се тие рани знаци кои укажуваат дека детето има потреба од ортодонтски преглед. Тоа се значи кога има тешкоти при жвакањето, кога дише на уста, цицање на палец после 4-та година, кога има збиеност на зъбчињата, протрузија, тоа е испакнување на зъбите нанапред, кога горните и долните зъби не се во контакт или се во лош контакт, кога има нерамномерен лицев изглед и така натаму. Значи тие рани знаци кои укажуваат дека детето има потреба на ортодонт, дека родителот треба да го однесе на ортодонт и ортодонтот е тој што ќе процени дали е време за терапија или можеби е рано, па нема услови, па ќе даде совети, односно ќе препорача кога треба да се започне со ортодонтскиот третман. На која возраст може да се појават ортодонтските аномалии? Да, и ова е доста важно прашање, бидејќи отстапувањето во растот и развојот се круцијални за успешниот третман на ортодонтските аномалии. Американското здружение на ортодонти препорачува дека сите деца мораат да бидат ортодонтски испитани не покасно од својата 7 година. Бидејќи знаеме дека колку порано некои аномалии се третираат, нормално дека и полесна ќе биде нивната корекција. Често пати можеме да слушаме сите трајни заби, па детето тогаш да биде ставено во терапија. Значи тоа е погрешно. Чекањето сите трајни заби да изникнат или фацијалниот раст да заврши, често пати доведува да корекцијата на ортодонтските аномалии во подоснежниот период биде многу потешка. Така. Зошто е битно да бидат третирани ортодонтските аномалии, кои може да бидат последиците доколку не се посвети внимание на време? Да, последиците од нетретираните ортодонтски аномалии се големи. Значи тука во прв ред ќе ја спомнам парадонтопатијата, рецесијата на гингивата, односно повлекувањето на гингивата, губитокот на заби, кариес на забите, притисок на коската и гингивалното ткиво, што често пати резултира со хронични главоболки и болки во пределот на лицето и вратот, понатаму кариес на забите. И што морам да нагласам, овие нетретирани ортодонтски аномалии доведуваат до намалена самодоверба и себепочитување. Зашто го нагласувам ова? Затоа што бројни студии во последните години го потврдуваат фактот дека забавиличните неправилности представуваат на некој начин и социјален хендикеп. Знаеме дека правилно подредените заби, хармоничните вилични односи и убавата насмевка носат попозитивен статус на сите социјални рамништа. Затоа го нагласуваме потребата од ортодонтска корекција. Да, дали постои и која е всушност возрастната граница за ортодонтски третман? Да, морам да нагласам овде за гледачите дека практично возрастна граница за ортодонтски третман не постои. На нашата клиника, на клиниката за ортодонција, ние третираме пациенти од различна возраст. И деца, и тинејџери, и возрастни. Посебен акцент ќе ставам на адултната ортодонција, затоа што која возрастна популација, освен естетската и функционалната корекција, значи ние превентивно делуваме на појава на пародонтопатија, а вршени припрема на пациентите за протетска рехабилитација. Така да практично возрастна граница за ортодонтски третман нема. Така. Какви апарати се користат на клиниката за ортодонција за намалување на овие аномалии или за нивно исчезнување? Да, широка е палитата што ние
широк е палетата на ортодонтски апарати кои што ние ги изработуваме на клиниката за ортодонција. Значи, јас ќе ги споменам прво интерцептивните помагала. Можеби за граѓаните е убаво да објаснам што е интерцепција. Тоа е рана ортодонтска терапија која опфаќа едноставни зафати кои делуваат на веќе настанатите промени во растот и развојот во текот на млечната дентиција. Од тие интерцептивни помагала јас ќе набрам само некои. Тука во прв ред ги споменам држачите на простор, кои што се применуваат при предвремен губиток на млечните зъби, понатаму брадовата држалка, која се применува при проѓање отворен загриз, вестибуларната плоча, при дишење на уста, при стицање на прст. Значи, широка палета на интерцептивни помагала, значи сите интерцептивни помагала ги изработуваме, потоа ги изработуваме сите активни мобилни апарати, сите функционални апарати, фиксните протези. Од фиксните протези, значи, ќе ги споменам металните фиксни протези, кои што се изработуваат од висококвалитетен нераѓасувачки челик, керамичките фиксни протези, кои што се изработени од прозрачни материјали и визуелно се помалку видливи и самолигирачката техника. Морам да нагласам дека сите апарати кои што се изработуваат на нашата клиника се изработени од материјали со врвен квалитет по сите светски стандарди. И да нагласам дека на нашата клиника работи високо едуциран тим, кој се карактеризира со професионалност, стручност, со разбирање за потребите на пациентите, а континуираната едукација и стручното усовршување, како и пратењето на трендовите во светската ортодонција се наша примерна цел. И сега јас би ве прашала оно што сметам дека би ги интересирало сите што го следат разговорот и што се заинтересираат за некаков третман, колку би ги чинал? Да, граѓаните сигурно знаат, јас ќе го повторам, дека мобилните протези се практично бесплатни, значи пациентите имаат право на мобилни протези, на 3 мобилни протези до својата 18-та година. После тоа веќе нормално дека мобилната протеза се плаќа. Што им е потребно? Потребно им е плаво картонче, упат од матичен стоматолог и заверена потврда во социјално. А за фиксните протези, можам да кажам дека ние пред отприлика 2 години имавме 30% намалување на цената на фиксните протези, така да таа цена ни остана, тие цени се прилагодени за потребите на пациентите, така да јас ги повикувам сите граѓани кои имаат било каков ортодонтски проблем, слободно да дојдат на нашата клиника, каде што ќе добијат врвна услуга по навистина достапни цени. Јас би сакала да го споменем и главниот повод за вашето денешно гостување, тоа е акцијата која веќе е во тек и со која ќе можат или по пониски цени или со попуст да ги добијат граѓаните овие третмани. Да, значи ние сме во тек на една акција, во тек на еден голем попуст. Од 1 септември јас ќе го покажам и флаерот и ќе напоменам дека со оглед на фактот дека оралните болести, а тука особено ќе ја споменам пародонтопатијата, се во значителен пораст кај населението во Македонија, во текот на идната недела во стоматолошкиот клинички центар, значи Универзитетскиот стоматолошки клинички центар, ќе се вршат бесплатни прегледи за пародонтопатија. И тоа е значи оваа акција е дел од една поширока акција за подигнување на свестоста за оралните болести во Македонија. Сите заинтересирани граѓани можат да закажат бесплатен преглед на телефонскиот број 02 3 299 041, значи ќе го повторам уште еднаш бројот 3 299 041. Можат да закажат бесплатен преглед. Прегледите ќе бидат на клиниката за болести на уста во периодот од 8:30 до 11 часот. Па ги повикуваме сите граѓани кои што имаат Постои ли свесност кај пациентите кои го имаат овој проблем, овие аномалии и интерес воопшто за негово надминување? Што покажува искуството? Да, искуството покажува дека постои исклучителен интерес, значи граѓаните се повеќе водат грижа за здравјето на своето забало, значи за оралното здравје, така да свесноста е веќе на едно доста повисоко ниво подигната. И морам да нагласам дека и родителите се повеќе се заинтересирани и загрижени за здравјето на запчињата на своите деца. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од денешното издание на 5 до 7. Ви благодарам и на вас за поканата.